Миро, имаш ли такав дојам после прву сезону на подкастрување дека смо како оние старци од терасу на Мапет шоу или што вика Дарко, тој не е Мапет, него Напет шоу. Напет шоу. Па не знам дали смо на терасу како подрумал да сме сега, да. Да. Заврши сезона скоро. Ова е задња за есен, за пролетно. За пролет. Ова е пролетно го јаш речено. Да. Солстици заврши пролетни, почнуе летни, ќе правиме летњу шему, ама дали смо биле Напет шоу? Па не знам бе. Напет шоу. Бе сме у почеток. Први 2, 3, 4 може епизоди. Напето у смисло не дека ми смо ги нешто напнувале, тормозиле, него повише што не знае сва докуде ќе идам. Да. А докуде отиде смо? Па, Бобога, тој наш другар, много добро представиле, кад вика, ви сте гонзо новинари. Знаеш, оне кад смо апсолутно субјективни, ја и ти не сме објективни. Ти не можеш да не ги прашаш за театар, ја не можеш да не ги прашам за како живив и цене, значи тотално објективни. Некој у нас само емоционалну природу и како да го провоцирамо одговор. Па можда зашто тој не е едина шанса, овој не е едина шанса да ги прашамо нешто. Како граѓани. С кога почнасмо? Почнасмо с Михајло Мики Тодоровски. Почнасмо с njega. Тоа беше прва. Беше прва. У нулту сакасмо да прикажемо Што ќе има? Оно што свига имав у резиме, дали фирма, дали здружение, мисија, визија, цел. Да, статут. Па кажасмо дека ќе викамо храбри луѓе, односно условно ги кажасмо дека су будале. И многу ми е драго што не само кумановци, него још увек имамо смислу за хумор и дека на тој сатиричен наш приступ не се никој, не дај Боже, увреди. Него кад ги викасмо луѓи, стварно бесва многу фер и тачно на време се појависва у свак подкаст. И за тој треба стварно да смо захвални. Да не бидемо ко Кесича, мало против Вучича, мало рекламе. Не ми е тој добар приступ. Него да оставив овдека у треќ круг парче душу, сви што ќе ги викам. Паре не остави сва никој. Парче душу може да оставиш. Мики дефинитивно остави парче душу, он е голем фајтер. И многу ми е драго сега кад ќе виду дека студиску снимку направиле с The Symptoms, кој што ги најависва како бенд у наш прв подкаст. И сега веќе догурале до студиску снимку. Од прв подкаст до сега? Да. Колку е прошло, значи 9 месеца, колку е прошло, он ни беше гостин у февруар, значи оттак само вежбање, промену на чланови на бенд и симптоматично како од еднога неталентиранога басисту, како што он се представи и бивши вработен у специјално јавно обвинителство, догура до тој сега да биде чак што ише у студио и басиста, со крвави прсти и некој јаку бас гитару. Тоа е традиција у наша држава, неталентирани да отидат да работи в нешто што не е за нив. Не. Тоа е една традиционална вредност овдека виш. Не, бе, нели Меси или кој кажаат тие познати фудбалери, само 10% е талент, 90% е труд. И 2% викав некој, да. Да, и трудолюбивост и стварно желја му била животна да биде музичар, да има бенд. И еве сега чак што више вокал, што име Софија, многу ми е онакој македонска Лана Дел Рей. А чека, искочи ли песма? Песма е снимана, ќе искочи, ќе го промовирам. Отиде сме после у друг правац. Дојде Кумановска Горила. Још има коментари за тоа. И још го гледа. Још го гледав, још го слушав, па преска, нели, свак се фаќа да види дали Горила објавила што гори у Куманово. Значи, дали е постигнаа, што мислиш ти, он своју cilj, да биде јавен сервис на граѓани
или исклучиво да тера некоju личну вендету, да го кажеме? Како ти се чини Горила? Па мислам дека почнаја од тој лично вендето, ама малце стигнаја до некој место, вале што може и он лично не го очекува. Знаеш, да биде баш јавен сервис, пошто реално мислам дека таму сега пишува граѓани на све и Да. он ги оправља. Институција кога треба да дојде, кога дојдев на работу, кога видиш што треба да работи, отвори валјда Горилу. Видив куди ја се утнале, за да. Нели? Тако е, потребно ли беше такво нешто на град? Па мислам дека да. Мислам дека функционира. Многу добро функционира. Знаеш кад ми текна дека беше потребно уствари? Кад свакога госта ти неуморно ga прашуваш како дипломиран келнер, за има ли телефон куде може да се пожалимо? Општински зборимо Како гости не? што ни без. Што работи у јавну администрацију, што су политичари. Не добисмо конкретен одговор. Па добисмо за пut Даниел Сточевски кажа, ај подсети ме после ке ти ga дам број. Ама тој на подсетување. Да, подсетување. Добили га број. Ау, Па, добар дан. Добар дан. добар дан. Добар дан. Стандардно пиќе. Па да, за госпоđu. Волте. Вола? Вола, ја? Да. Добро. Вола за вас. Така е. Него, да ме праша страна радна snaga. Ако сам... Страна радна снага од куде е? Ако не е од Шри-Ланку и да збори шри-ланкански, може. Од Хрватско. Од Хрватско келнер у Куманово. Иначе, Па си Кумановци таму отидеа. да, да. За нjo знам, она е малецка, па лако е да се види да иза нje нико не стои. Ама ти си Легитимно. Лича се по град. Да. Град. Град. Ама ти си брат голем, кој стои за тебе, кажи ми ти ми. Кат. Е? Кат. Кат ако не сък. Која ситуација и кат ако не сак. Кажу и за подкастрување, неко стои. Некој стои позади Стои, иза нje никој не подкастрување. стои. Да. То, мислим, не се гледа, ама ти си голем. Па не, види, кад зборимо, ако зборимо за подкастрување, ќе зборимо како екипу. А позади екипу, овдека се увек сниматели. Добро. Кад има доволно работа за нima, кад нема, пуштимо ги да биде скелнери. Ништа, имам ја прашање. Прашање си. Прашање. Прашање. После ке дојде. Добро. Jer ekipa gore isto ima prašanje. Опа, ајде. Ema, to ti to znaš. Да, Дали е ова екипа Кумановска или е до неја с njega? Екипа од Хрватско. овој ми е многу сумњиво, не знам. Знаеш што е, постои еден голем абсурд куде таксисти што не смеев да возив мигранти. И затоа ги нели затварав, казнуев. Абсурд ми е мене што таксистот куде знае кој е мигрант, пошто така не знам, мислам дека не су кој се ка ополномоштени, не су надлежни да тражив легитимација. Овластени, да. Овластени, да. Да тражив лични документи. Па дали овога некој кад го вози таксист, вози мигрантот ми е прашање. Пошто njega не може по боја на кожа да го препознаев. Знаеш што? Сега ќе кажеш дека е абсурдно, пошто стварно имате таков закон што таксисти страдав доста ако возив мигранти, ама не знаев како може таксист да знае кој е мигрант. Чисто на кој го постави како проблематика. Терамо ги институционално да биде расисти, да судив по боју на кожу и по... Да. Исламофобија, расизам, феминизам су на високу цену. Само ме Сега, колку и да сакасмо да не да изнудимо, него искрено да ги прашамо гости на тие теме, још увек како да су табу теме. Пази, у целу лепезу на гости јесу, стварно су. Што? Па табу теме Па, да прашаш политичара за исламофобiju, например, многу ми Па е... знаеш зашто се табу мисли? Затоа што још се наши политичари бавив со цевке, со канализацију, со воду, со ровови по град. Да, со оно што ги Со фисто пее се. Па тој ги е работа, не знам дали на политичари, мислам дека затоа постои институција кои си има своји директори, менеджери, радници. Да. А упорно се политичари бавив со канализација. Па, и тоа е атмосферско. Да. У последње време. Не, знаеш зашто? Затоа што тешко е да се добие одговор. Например, колку пута сам сакала некога политичара да прашам
после знаеш, она грижа на совест, окривуju се, знаеш, кога анализирам, па се окривуju. Зашто не го праша тој? Зашто не? Ама на кој разговорно, нели, у некој такав контекст, или забраву, или одведеме он на некој, нели, на своју воденицу, Да. Па осеќам се дури и некултурно да прашам, например, зашто с албанци ми не живимо едни с други, него едни покрај други, измеѓу остало. Па најверојатно заради миру куќу. Да. И многу ме интересираше многу од нима како ќе одговорив на тој прашање, али ете, не стигнасмо. Кој? Политичари? Па, Кој ти одговорив дека живим, дека твоја перцепција е погрешна? да, дека како не живееме ова е заедно. место за Да. сите етнички групи, не е битно од која Најгенерично. вера. Па ја уствари страме цело време дека ќе добiju генерички одговори и дека ако ништо друго, па не знам, лошо ќе делува тој по моje здравје, ќе почну можда не да се нервирам затоа што тоа е ирационално да се нервираш за туѓ простотилък или безобразлук политички. Али све исто сви га зборив. Освен можда тетка Стојанка, која што беше толку уплашена да каже што во се стварно десило и дали е примала воду, инфузију и сол или е примала хемотерапија. Гледаш, common people, значи обични луѓи су уплашени да го кажев истину. Да. А ја го викнав затоа што дозна дека она знае дека е примала воду. А тоа докажали се, докуде стигна тој процес? Па, случај за онкологија, мислу дека требало би или скоро имаше разврску на суд. Со тој што бе уапсени определени медицински лица за кои што се докажа дека тој су го направиле. Али пази, па се сведе тој на колку ќе добиев оштету и дали им треба оштета. Па и со оштето не знам дали ќе се бави в медиуми. Така ли, битно е да Дали се ќе задоволи страстна власт, да биде тој како све по институција поступено. А за оштето и за оштетени они како ќе живив натаму и дали живив натаму. Дали живив многу од нима? Не дава Не се направи некоја анализа. Не се направи. Останува Можда и уште, не сум сигурен дали е завршен тој процес. Баш би се изненадија од наше судство ако е завршен толку брзо. Ја мислам дека е завршен затоа што беше под многу голем притисак на јавноста. Многу. И сега, не е cilj ми да гурамо да правиме некој разврску на некој случај, али од другу страну многу ме нервирав сви луѓе, не само наши гости, кад ќе кажев, абе страшно е, ама што да се прави? Да. Знаеш како, многу сакам да искочимо сви од тој реторику. Многу сакам да бидемо факмани и да не викамо, абе тоа е сак, што да се прави? Не е примила хемотерапија, ама можда за тоа е жива. Да. Можда тој вода е лековите. Нема паре жена да отиде ни на протест, нели? И у такво здравствено стање, например, протести што се, ама и тој беше, и сви протести, немав силу. Мислиш ли дека треба преко подкастрување да пратимо поруку на публику дека треба да се окуражив, да се организирав, не само на протести. Ја мислам дека тој треба, а не само да викав, абе страшно е, ама тој не е сега, јеби га. Па мислам, знаеш како дека малци тај транзиција од 30 и кусур године која треба да не уведе тој отворено пазарно општество и тој капитализам некој, не успеа да не уведе у тој како што треба, него направи од луѓе многу големи индивидуалци и направи од луѓе да се заврти кон себе и да па може да каже дека одреден вид на параноју дека ќе биде преварен од некога другога, што не мора да е политичка партија, него обично исто неговога другара, неговога од ближњега свога. Од ближњега свога, да. И се свртесва луѓе, мислат дека индивидуализам јак, а таа елита тамо још се стои колективно и си делува у тие неолибералистички кругови, они се уединети, како се вика. А народ остана индивидуален сам да се бори за себе и затоа не доваѓа до израз. Па и Џони Штулич едно интервју кажува на радио, па нека се организуе народ, што нели, тоа е најбитно, што
Боле да сме Како се револуционерни. ми организирamo, кој не нас организира, така ли? Кој стои позади нас, што вика Да. Дарко, да. Боле да бидеме револуционери него да правиме све што правиме да биде забава. Забава за народните маси, jer забава има превише. Свогде куде што се завртиш имаш што некој шоу-биз. Нели? Добро, да. Ама тоа е краткорочно. Знаеш, идеја ако се пласирав, ама Едино што мислам дека луѓе функционирав на колектив, тоа е партиски. И тој таму функционирав по некои лукративни цели, не су искрени, не су идеологија, затоа што гледа со наши партии. У врвови, посебно овие големи, најголеми, може да видиш дека ни не идеологија више не е тоа што се они представљав, сега не може да кажа што е било некад, пошто не се беш сеќам дали су увек стојале дали су биле доследни на своју идеju, знаеш. да, ама Али битно е да се организирав луѓе. Битно е, многу е битно. Барем два-тројица, по два-тројица. около идеју. Околу идеју, да. идеју. Или И околу после да одредено најдеш- право, околу одреден И протест. после да најдев начин едноставно да го пласирав ту идеju. Знаеш, кога нас е, например, продадена идеја на народ дека ти на протест мора да има многу луѓе на улицу. Да. Разбираш, за нас петина ако застанев да протестирав, петина. Да, како за Знаеш, културен настан. они су тотално небитни тие петина, разбираш? Сеќаш се? Или 10, да. Зашто не би бија Михајло Мики Тодоровски сам што е протестираа свак ден битан, Да, така е, да. како единка. Значи туја имамо индивидуализам версус што? Колективну свест неолиберален која што е... систем кој ги поставлja услови такои за луѓе да не може да се зближи, за луѓе да не може да се организира. И тие што се организирав тешко да ги иде, да не може ако не улегне тај одредена група у одреден официјалну групу, партију, што ја знам, што све постои у тие. Ама, гледај сега, и ми би биле продадени души и некој би стојаја позади нас, кад би збориле само за некој, кад би збориле против капитализам, замисли да ни е Lidl спонзор. Значи, како се луѓе борив против капитализам? Не може да нас да ни е Lidl спонзор еден ден, значи, затоа што тоа е суштина на капитализам ga представља корпорација како што е Lidl, да кажемо, или некои други. Па управо у Значи, треба да контекст на се овој што да боримо збориш, против ми да суштина. ставимо дека Lidl не спонзорира. Да. 90% повише луѓе ќе викав дека сме успеале. Само затоа што ти е Lidl спонзор. Да. А ми треба Разбираш докуде е свест. до туе свест што нема да се поддржи ако нешто е добротворно у овој суров капитализам, Да, независно. независно, и луѓе го избегавав тему да кажев колку пари су кај сија денеска кило. Да. А што ќе биде откако ќе биде нуклеарна зима и откако гориво кој знае колку ќе биде? Правиме обед с многу архитектор, другар. И у тој дебат тога баш постави сме прашање куде е сега он е архитект, ама е и уметнички воде. Куде е место на нас уметници у макрополитикот и десма малце? У све овој, кад ти од Москва, мислам да горе нели од Украину до доле до Јордан, до Иран, до Саудиска Арабија, Јемен, цела тај напоредник ли беше. Да. Се војуе, знаеш, а тоа е све, не знам, најблизок фронт до нас, мислам дека е на 2000 километра, тоа што Толку. не е многу. И гледаме дека ситуација се закухтуе свак ден, све повише и повише и све повише и повише. Страна улазав на тој фронт тамо од север до југ што е. И не гледам некој оптимизам дека ми нешто ќе се смири тој брзо. А ми уметници, куде ќе се најдеме у тоа лошо што доаѓа и како ми може да придонесеме, стварно не знам, и јас сум тој Ви сте веќе у лошо, бе, брат. Дунило, да. Куде ќе се најдеме у тој лошо? Абе, Па тоа ви е немате лошо. основни услови Да. за работу. Ма еве за тој се бориме сега, нели, за основни услови пробуеш сам нешто независно, ама замисли кога ќе почне политичари ќе гледав изговор за неуложување у уметност ќе Да. биде рате овамо. Да. Тој ќе ги биде изговори на луѓе и пред луѓе, да кажем, затоа што су луѓе сиромашни или зашто има инфлација, на луѓе у тој ситуација ќе мора да преживеат, значи екзистенцијализам ќе ги е на прво место, значи паз уметност нема да имав да одвоев од фамилиарен буџет.
Што не останува на наши суметници, па ема нема да се пријавимо доброволци у рат, барем да не го штетимо држава. О, Боже. Чекај, како да го искоментирamo Филипа Филиповскога, освен дека беше профи уздржан. Знаеш, Форма беше повеќе. Тај политичка не успеа да искочи од политичко форма, нешто такова. не успеа. Политичко Да ги земеме у обзир и да се захвалиме на сви коментари, затоа што некој треба да те гледа за да те коментира. Имаше еден измеѓу остали коментари кој што викаше, па он цело време се труди да даде одговор на ваше питање, ама никако да ga даде јасно и концизно. Него све нешто, па можда, видите, политичките текови во нашата држава се такви, какви што се. И ние мора да ги зајакнеме капацитетите. Македонија вечна. Не ми се свиѓа како одговори на моју провокацију. Брат, ту. Не беше тој ВМРО-вска, што би кажаја наш келнер, опаска. Ја не га критикуju njega затоа што они такој се ословуев. Брат, ту. А он како да се наљути. Имаш ли таков дојам? Па немам дојам дека се наљути. Можда Не му беше малце све. непријатно, да. Промени го малце реторику после тоа. Да. Добро, да, ама- Затоа што ми вика сестро. Знаеш што мислам дека постои генерален проблем каде политичари сега што барем каде овие што бесва каде нас у подкаст, па и каде повалем дел и други. Не го разликував разлику помеѓу подкаст и ТВ емисија, политичка дебата или ТВ политичка емисија. Значи, Да. не су толку опуштени. Дојдев туја и мислев дека сега треба да су Камера се уклучи Да. и тоа е, да. Треба да одма одговара. бидеме официјални, одма Добро, мора да ги се честита на сви гости, дека не су тражиле нити да се знае која е тема на разговор. Значи, до негде су мрднале од... Не, добро е тој, да. Не, свака час и за храброст да дојдев. Реално. И за храброст. Затоа што кога ќе кажеш подкастрување, одма се мисли, Ивана и Миро нешто ке га подкастрив овога. Не, напротив, тој субверзивно куде што треба, ако е доволно мудар, некој како Диру и он да подкастри. Тако е. Нели? Значи, ми даваме шансу да се подкастри систем. Добро, Диро беше може да опуштен зашто не е јоште класичен политичар. Валјда, не знам дали е уствари, не е. Па цел живот е он члан на овој на Да, ама не е партија, бија историја, не е бија, Па за жал не. да, не е бија За по жал. телевизија и За така жал не. с него опуштено беше доста. да. За njega имам освен дека смо му, што чу коментари у град, дека смо му биле малце наклонети, сак не знам што значи тој наклонети. Не смо го дирале многу, Не смо га дирале, па има он способност и он да дира, затоа си неопрезан, него... Да, ама и нега знаеш, нега знам ја медиумски порано од njega, па за да знам за Медиумски njega. не го знаеш, ама медиумски ретко кој го знае. Па тој ти збору, немаш ти да му извадиш нешто, Не што можеш, е нема пробија, афере, нема ништо. Значи, мораше да гаѓамо тамо куде што се Информативно. шпекулира се дека Спекулација. можда ќе биде, чек да ти покажу, овој кад смо веќе куде Диру, дека можда ќе биде независен кандидат с намер, видели дека СДСМ не е нема кандидата за градоначалник. Не. У Куманово нема. У многу општини има, СДСМ не искача. Што значи дека ако биде некој независен кандидат, могуќе е СДСМ да го поддржи. Сега, остана смо дужни, не знам на коју камеру, али остана смо дужни на публику да кажемо Само дека да го зголемам. зголеми, на Диру му дадемо нели задатак да го направи слагалицу. Слагалица беше Видите ли тоа е добро? Слагалица беше многу ситна и не успеасмо на подкаст, али Диро ни обеќа дека дома ќе го сложи и ќе ни Ево го го. испрати. Еве го, ова е слика што го испрати Диро. Сега, Како ли га сложи? мудар и он многу, многу мудар. На прашање изравно, да не кажу по хрватски, него директно, беше испровоциран да каже кој од СДСМ бивши што им се еде речи што држи воду муабетнин, кој ќе ga поддржи, кој не. Не се направи дека не знае, ама многу културен дечко, многу добро васпитан. За тој намерно му го даде сманели слагалицу со слика на цица, затоа што он збори се по град, нема да ga поддржи.
Сега останува да го водиме още тој битку, дали ќе го правиме у летњу шему или ја мислеше у летњу шему, ако снимамо подкастрување, кратки форме, да оладимо малце од политику. Ама у исто време, ич не ми се свиѓа некој кад ќе каже мене не ме интересира политика, ја тој не гледам. Па, тоа е апатично више. Више, нели? Сви не интересира. Јел нас занима политика? Да одговорим Кумановски или... Цитирај Владимира Шекса. Кој што е рекao? Владимир Шекс, Ау, мој која ствар? омилени хрватски политичар, je rekao, кажа, а ви никад немате своје мишлење с коим се не слажете. Нели е тој генијално? Да. А не ли е тоа? Па и ми имамо мишлење со кое што не се слажеме. Ама нешто друго да ви прашам. Прича се по град, Да. а има везе и со овој што ја работував дека. Кој ќе плати сметку? Што се прича по град дека политичари не платиле? Не, него за вас конкретно, за подкастрување што се праша. Па нели тој што стои позади Миру и мене? Ма лако за тоа, ама да сте на платно листо. Слушај, На платно листо? Да бе? А на кој сметку ми стиза плата, само ми кажи да си ги подигне. Ја чув по град се збори дека подкастрување на платно листо, дали кој е бе тој кажа? Не те кажу. Глупости. Глупости. Нема Мода Маријанова да ти каже. Па извини. Боже, Нема Боже, Мода Маријанова да Боже, 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 Ама. Боже. Кој ќе плати сметку? ВМРО, СДСМ или не знам. А? Е, па Не знам. чекай малце, нели беше још не кажуев дали ќе ga подржи в Максу. Нели тоа значи дека е ВМРО, не МРДА. Не МРДА. Значи они нема да го плати сигурно. Тоа. ВМРО не мрда. Ама СДСМ још се мисли кога независнога ќе ga подржи. Значи они дефинитивно нема да плати. Они ќе дојдев ке пиев и нема. И независен тој ќе среди. СДСМ, јас сам многу дуго времена мислио да е тоа седи ми се. Заправо скраќеница, не ми се седи. Па можда и треба да биде. Ама ово, не, стварно, одлучите Јачу, се, јачу. кој од вас, кој ке, мислам, не ви, него ваши, Ко? кој ваши, Значи мора некој наш, ми не можеме. Неки ваши, значи биде ВМРО, Некои наши. да се или не знам. Ќе видиме. Кога се договорите, Глед. Звоним добро, окей? за информација. баш. ние- Може овој само да узмеш. Што? Нема. Чекај само овој да го земам, сакам да се осеќам како Кумановци. Да. Класично хрватски. Вала. Молим и други пат. Кад смо куде денеска виде, објавија еден од наши гости, Бранко Героски, на Плюс Инфо, негов канал, негов портал, објавија дека после избори претпоставља се дека СДСМ нема да постои. И што значи дефинитивно они нема да ни плати овдека. Устечај ќе биде. Да, теорија на заговор. И вчера збори с луѓе за кои што се бринев многу што ќе се деси со нуклеарен рат. И еден од нив ми вика, што ги прати работе нормално, значи у политичко смисло и ми вика, па добро бе, Трамп разочара многу, разочара ги американци, затоа што нели стратешки беше определен no wars, America is gonna be great again. И вика, он разочара многу, затоа што ово е само доказ дека и он е бил у тие Epstein files. Затоа сега скренува го Мора пажњу да- на другу да. страну. А што вика? Ај малце да размишљамо на сасим на друг начин. А што ако стварно израелци су изабран народ? И што ако ми смо цело време грешка? И што ако су они у право цело време? А дали изабран народ покажува дека е избран с бомбе? Не иди сега уе. Не иди тамо. Знаеш, мислам по дека тој. изабран народ ќе најде начин тоа да го Што направи ако, без бомби. што ако они имав некој глас од Господа дека Пуш да батон, да ги вика, пуш да батон. што ако смо ми уствари цело време укриво дека уствари не ни постои Палестина? Што ако е теорија на заговор од другу страну на заговор? Замисли ga тој. Што? Чека, мислиш дека тако ли хипотетички поставljamo дека Израел управа, а сви околу njega su krivi?
не поставljam ја хипотетички, него само викам дека некој што го знае политику светску и што го прати и што гледа Fox News, веројатно, Добро. вика, добро, ми цело време викамо, они су криво, они су интересни групе. Добро, викамо го тој врз основ на одредени аргументи, одредени факти, не го викамо зашто ги мрзимо. А што ако се они избран народ и што ако уствари они су право затоа што знаеш ги оние евангелистички групи кои што викав дека Армагедон ќе се деси и дека треба ресет на свет да се направи за да се Мислиш дека израелци они су ресет дугме. А што ако такој треба да биде, затоа што не е само евангелие, збориме сега за екзистенцијален и за емпириски начин на цело христијанство, да кажеме. И што ако треба стварно они да го направи ресет да биде? Па не, добро, не знам сега с христијанство што има таму. Таму повеќе мислам дека помеѓу евреи и исламски свет има проблеми. Има. Овие западњачки, па добро, да. Се иззема од Така е. Сега знаеш како превише е хипотетички, тоа Превише хипотетички, али па нели е хипотетички оној на Плюс Инфо што вика Бранко Геровски, после локални избори СДСМ нема да постои. Од тој аспект прашувам. Аха, па не, добро, од тој аспект се не знам дали е баш такој. Од тој аспект. Затоа што СДСМ ја и сега немам утисок дека постои. Реално, и мислам дека од Оливер Илиевски left the group. Ма да, добро. Dislike this. Да. Има ли копче тој dislike има? На што? На што на социјални мрежи? Нема дислайк. Ја немам Инстаграм, не знам нема, тој. нема. Има ли тој? Нема дислайк. Оливер Илиевски, Да. алудирам на тој да зборимо за Атину, едно од наши гостинки. Добро. Него беше, например, на Кумановски да збори дијалект, можда затоа што жена е по потекло од Пробиштип, Пробиштип, да. можда нега, мада супер га влада и Кумановски, она многу добро га влада македонскиот јазик, а камоли дијалекти, али депласево беше да збори на Кумановски. Она ми беше у тој, што викаш, не постои више СДСМ. Ако се каже дека не постои СДСМ више, дали прва помисла на било кога Кумановца е, па еве ви го Атина, она беше како навиена. Атина, мислам дека тоа што Атина е у преден план у СДС, тоа е еден од поголеми знаци дека СДС не постои. Од една страна неќе да го увреду Атино или да го подцену, него Атина, ја у njemu виде стварно голему амбицију и голему волју да направи нешто у политику, не знам тој колку е искрено, колку не е тој, време ќе каже, ама мислам дека ако на СДС Атина му е најак кадар у Куманово и дека таа е жена, господја која е со тие амбиции, прашање се постави каде су млади, СДС у Куманово оставено ли е на Атину? Поголем аргумент ми е дека СДС иде надоле. Беше оставено на Мартина Костовскога. Што направи он како парламентарац? Па не знам, ништо посебно. Скарасе се са Пасиевога и не знам нешто вози Куманово Скопје такси. Едно кружно текче горе нешто средува с камења. Ја толку се сеќам. Добро, зашто он так викамо дека е ВМРО, не МРДА од друга страна? Од сасвим друга Па страна. преска кажа затоа што нема. Па имамо га Бранета. Кој е кандидат? Немав Па кандидат. тој ти збори, значи па не МРДА, најверојатно ќе иде с Максо ако те такој, ако су истински тие сега шпекулации што ги слушаме, не? Усвари, две најголеми партии немав кандидати у Куманово, така ли? Ни ВМРО, ни СДСМ. Да, што се враќамо на поново се А у Македонија имав ли на у други градови, Имав, други општини? како немав? Само Куманово немав. Немав. Значи Куманово ќе биде политичка Немав, кланица. односно СДСМ нема, а ВМРО још не е објавило или још се нечка дали ќе го поддржи скроз Максу. А у други градови има ВМРО објавено. Има, како нема. Како нема. Неизвестно Куманово. Неизвестно како и овој. Да прогласимо независност. Па, знаеш што, Со зврање. да не го забравиме оној, што ја го кажа Бедиње, оно ствари било дивно населје. Дивно населје, да. Дивно населје. Не смо го забравиле тоа и нема да го забравиме. Колку Кумановци имав способност да забавив, а да не забравив. У политичко смисло. И не мога тој да го изваду некако од гости. Затоа што сви оној Што флоскуле... го забавив?
да забавив с некои одлуки за кога ќе гласав, а да не забравив. Сега, например, ти сам знаеш, на Даниела што му викамо? Практично му кажа, му и двојицата ќе го изедете, бе. А он што вика? Што кажа он? Ќе видиме, вајда. Не, одиме на сигурна победа, затоа што имаме резултати. И кад ќе прашамо што су резултати, и кад ќе прашамо дали е од Јапан тој асфалт, што за целу годину, а не само за предизбори, и што добиваме тоа? Јас знам дека ништо не знам. Уствари не беше тој беше некој друг мислител беше тоа, ама сакам да кажу дека не е поента ми да ги подкастримо у смислу на нени идеи. Затоа што камта е среќа они да имав добри идеи, па ми ако треба нешто да подкастрим. Колку пута прашуваш што ќе биде со пионерски дом? И никој не знае, сви сте зафрамења. Па Не е у сега- нашу надлежност. Не Знаеш, тоа е у нашу надлежност. Тоа е одговор што цело време циркулира. Само тој циркулира. Сега, од друга страну, има смога Амара. Мора да кажемо дека беше еден од најгледани подкасти Амар. Дали затоа што левичари у Македонија не су како лудаци левичари у целу Европу и у цел свет, да се вратимо на исламофобија, расизам, феминизам, не пропагирав они такво нешто. Дали затоа што левица е специфична многу у Македонија, дали затоа што имав лидера какво га имав. Зашто мислиш дека Амар беше најгледан? У кој смислу левица се развива овдека? И дали е тачно дека измеѓу млади поготово се развива како идеја, да кажемо. Без, ако ги земемо млади у обзир, ми не можемо да го земемо нjen постсоцијалистички живот. Зборимо за млади кои не су ни постсоцијализам доживеле, а го сваќав реторику njenu. Мислам дека левица е толку брзо расне, толку брзо доваѓа допира до млади, е ради наратив кој го имав, кој е многу поразличен од наратив на големи партии, не е генеричен, не е граѓаните знаат, народот ќе каже, нели? Него е пооригинален, а од друга страну млади денеска су многу побистри од njeni родители, кои су, njeni родители, тоест наши родители ги сматрам дека су биле заложници на еден исти наратив 30 години. 30 години гласав на исти зборови употребени политички говори, без разлику дали е тој десна страна, СДСМ, ВМРО, СДСМ, ВМРО, СДСМ, ВМРО, СДСМ, ВМРО. И сега улазав, млади су попаметни и сваќав дека два пута треба да завртив едни па други, да сватив колку е работа и сега ga тражив тој у треќа опција. Треќа опција мислам дека е левица и дека таму гледав сега повише вербу, повише таму имав наду да кажу, не вербу. А од друга страна не можев да го обвинив левицу за било што, затоа што не имала ингеренција, не имала у менаџерски позиции, у правителски позиции, у институции. Така да мислам дека од левица има некои 3-4 фактора кои е предност пред други политички партии. Мислам, знам нега збору како треќа опција, затоа што знаме дете на СДСМ и тој кој ќе остане. Сега што ВМРО чува дете на СДС, тој они си знае. Бейбиситинг, па добро бе, немамо доволно градинки, некој мора да биде приватен бейбиситер. Јеби га. Кога још да испуштисмо? Амар викаше апсолутно, ама тука е симпатичен. Апсолутно. Но, многу е симпатичен не само по физикус, него симпатичен односно тој како ги пласира левичарски идеи. Многу тој допадливо е. Знаеш како викав Кумановци, сакливо е. Многу е тој сакливо. Нема време, знаеш, мислам дека е многу полосно сега. И знаеш некој кога ќе ти каже, абе јас сум дете на стечајци. Ја нема да иду у Грчко. Ќе иду на Маврово, можда. Тоа е па још еден фактор што овие други големи партии не не слушаме. Ама тој не слушаме. прави да кокетира с народ. Него он стварно го тој прави. Нели?
Па мислам дека и левица е една од ретки партии у кои што луѓе што се ничиви, не, деца, би насва дојдесва на некоju политичку функцiju. И мислам дека доста не се обременети со тој што су, од куде су, него што сакав и до куде сакав да стигнам, знаеш. Да. Тоа е идеја е многу по не е краткорочна. Знаеш, како Обама е од избори до избори некако у големе партии. Да, они уствари имав и план. Меѓу другото, тој и Диро го спомна сега. Да не се заваравамо со левичарски идеи. Без разлика дали он е од промениенцију. Да, ма и он од постару генерација, не е Диро од младу генерација. Од левичарско тој. Да га кажемо право СДСМ. Да. Како викаше он? Старо. Ама пази, он понуди нешто конкретно. Он вика, толку пари смо дале на ЕВН, зашто ЕВН не ни направи ЕВН арена? Зашто да мислимо кој го украја бакар у спортску салу, бе, брат? Да. Зашто преку општину да иде тој? Зашто ЕВН не биде ЕВН спортска арена? Зашто никој од тие големи корпорации не ги врати паре на Куманово? Можда затоа што кумановци најне су плаќале струју. Не ми беше јасен тој момент. За тој треба многу повеќе да се збори. Нели? Не, да, таму се измешани ингеренција. Таму Да, генерално да се национализира в некои работи треба да се национализира. Сак не знам, чисточа и зеленило треба ли да се национализира. Али ако има дук од Па не, кој знае колку евра. Што е чистоќа сега јавно предпријатие? Абе, јавни предузеќа су, ама за национализација зборимо, зборимо, уствари за тоа ќе зборимо со некога кој што со особу која што вика дека независен ќе биде кандидат за градоначалника. Још ќе го држиме у тајност и надамо се дека у летњу шему на подкастување ќе каже, ќе збориме за тоа со njega, затоа што ми не смо биле на Делаверу овие, како се вика, овој книговоѓи не смо биле и не знаемо економија. Али знаемо дека Шанац беше оригинален. Да. Многу беше оригинал. Многу беше добро. И за мене не е репер ако коментари на луѓе су свака час без Т. За мене тој не е репер на добру емисију или на добар подкаст. Не добро, генерално Тони Генерално чини ти се дека беше опуштен скроз. Да, ама и освежување мислам дека беше цел медиумски етер, затоа што одамна го немаше. А да збори за политику. Да, и за политику, па и за приватно, знаеш, научени сме у задни 2-3 години, кажеме да го гледаме само на филмско платно и на телевизор. Да. И немаше у јавност, ја не сеќам нешто интервју. Па немаше го и да каже кој го ја поебаја директно, беше тој стварно, беше... Проследено беше од сви, да. Како ласкање беше за нас, што ga тој кажува каде нас, не беше уопште изненаѓење за тие што да, па го поебале. Тога видесме и по реакција дека знаеш тоа, да. Од друга страна, ќе збориме ли маца за ракчиња имали у реку или не, затоа што Ивана беше исто гостинка, председателка на Совет. И нема уопште да се упуштаме у дискусију дали треба да се вика председател или председателка. Тоа е исто како да кажеш секретар или секретарка на општину. Деградирање на функција ради феминизам. Ја го викам председател на општина Куманово, господја Ивана Ѓорѓиевска. И малце ми беше тој превише folklore wisdom. Малце беше преише vox populi. Оној, бе, таква сам ја, и? Што мори ти сакаш? Малце ми беше... Па, некако слично ги виде доживее с искуство збору пред камеру с Диру. Со тој што Диро, например, око што споредуј може и не е добро, Не е добро, ке ти го исечува овој, да знаеш, да. Не знам како мислиш, стварно, значи, почнуваме да имамо куде да го исечеме. Не знам како мислиш искуствено пред камере, како су биле Ивана и Диро. Може да си управо, затоа што Диро не е сакаја да се експонира и каде бија директор на Водовод, Ивана и да сака и да не сака мора да се експонира затоа што седнице мора да се снимав на Совет. Да. Сега, збориме за политичку реторику. Од другу страну,
ајде да га ставиме у комбинацију и Даниела. На почеток негова реторика беше многу знои се, тражи салфетке не само од тебе. И Ск тражи салфетке, али за друго тражеше. И он не имаја на почеток искуство пред јавен наступ, а сега ми се учина дека влада с некоju терминологија. Едно време се збореше дека СДСМ ги платија на njega и на Максу по 50.000 евра, некој реторичар, забрави му га име и јас се страшно извинјавам на аудиториум што у последно време забравljam. Он е некој life coach, не него political coach, да ги за 50.000 евра вежба, спреми за говор политичари. Ако го е он прошија тој школу како што се збори по град, што он никад нема да го признае нормално, како што не призна дека и биле скарани с Максу, ондак може да се каже дека он е подобрен. На Атиново е тој уродено затоа што е работала на радио и затоа што опасно га влада македонски јазик и е добар правник, измеѓу друго. Диро толку не имаја јавни наступи, али за подкаст он беше елоквентен, да. Елоквентен и с идеја, за разлика што... Знаеш и зашто? Затоа што знаеш што сватија? Дека многу е битно човек што сака, дали е горила, дали е Диро, дали е Амар, човек што сака да се развива, личен развој да направи, а не да се рекламира, многу повише има успех. Значи, зборимо за личен развој. Човек што сака да пласира идеju, многу повише има успех, него ли како папагал да ги збори дал су слогани, дал су што и да су од партију, знаеш. Не, добро, види се дека има школа, сега не знам дали е политички или пиар таму, како го води у науке, куде одредени гости наши дека имаш и дека е гледан, дека су гледани подкасти, дека су анализирани карактери мои, твои, како да се пречека ја, како да се одговори, односно да не се одговори на конкретни прашања од твоја страна поставени. Ја увек сум за тие што имав идеја, не за тие како зборим дека ќе имав идеја. Знаете, што реално од поискусни политичари што без све не примети, не дозна некој нову идеја, не кажасва дека нешто ново ќе се деси, знаеш. Заврши смо заврши смо на асфалт, на реку, на пионерски, на исти проблеми што ги имасмо претходни локални избори. Не знам колку су големи капитални проекти у Куманово планирани за претходни избори, колку од тие се оствариле за овие избори. Знаеш, Сала ги дочека втори избори. Знаеш, спортска сала. Така да, ама... Ај Соколану да го коментирам, ракчиња, подземни воде. Да. Има многу што да се коментира, али да привршимо. Александра од Старачки дом може да во се честита за храброст, затоа што овдека е каде нас нова спортска дисциплина е свиркачи. Нова спортска. Значи она се јави, дојде да го каже своју истину. Кажа го своју истину. Малце ми беше глупо после тој да не се каже и истина на луѓе кои што ги е именувала. И за тој добро дојде Даниел, али па ме изненади што уопште не чеја да ga коментира тој. Што га она зборија, он беше многу јасно ставен од њојну страну, не на тапет, него како човек што не имаја никакви ингеренции да ги вика од синдикатот Старачки дом, да ги суди дали е имало мобинг од страна на директора, кога он га поставија или не. Така малце преќутно им дадемо, онакој, не га тој коментирасмо, ама дадемо им стварно да го направи воду на своју воденицу. И за тој ми е многу крив. Не, добро, види у еден макро контекст, ако погледнем макро слику, ако погледнем овој, многу е добро што се коначно збор свиркач улегна, нели, у политички наратив, тоа не знам од кад се дешава, валјда од Верушевски, кад ги зимасва тие некои УСБ, од ДБК, нешто, тога мислам дека добро, да. Свиркач кад се уведеа. До претходно беса тастери. Да. Знаеш, беса шпиуни, беса... Па се враќаме на почеток, нели, колективот голем систем беше заразувано тој дека некој некога шпионира, дека тој не е добро, док не улегна тој збор
свиркач и кад... Знаеш ли кој ми се јавља? Не. Од Бига позив. Не. Можеш да претпоставиш кој од гости ми се јавља. Ај, молу те. Сега, пројдесмо ли га? Пројдемо га. Да, и тој неодамна. Диро. Не, Ивана. Ивана. Иван, одбиву га позив, ке во се јаву после, можда реагира на рил што го направисмо за да го најавимо на смешку стендап аудицију за млади комичари. Да не идеме уживо И моментално бе. не. Ја га направи рил дека има стварно ракчиња у реку. Сасвим е могуќе да се јавља председателка на Совет Ивана да реагира за рил што го направисмо на, знаеш, за да го најавимо на стендап аудицију за млади комичари, што ќе се на смешка, што ќе се деси на 28 јуни у 7:30 Центар за културу. Тоа е субота. Тоа е субота, од 7:30, значи. Сасвим е могуќе да реагира дека на ракчиња што сам ги видела, односно, не сам ги видела. У реку, ама такој го направи сморил. Можда е она видела се. Можда е она видела. Бесмо на пикник у Пелинце, нели? И тамо го направи сморил, да најавимо на смешку. Имаше добри настани. Без разлика дали општина ги финансираше, одобраваше, поддржаваше финансиски, имаше идеолошки, па и може да се каже дека имаше добри настани. Види, ако погледнеш ти, реално најдобри културни настани се оние што општина ги само поддржува, а не ги креира. Разбираш, што су... Разбирам. Па, тој се некои нови форми, нели? Од сами моторџије, мотофест, па до стендап фестивал, до графити фест. Мотофест беше добар. Пикник у Пелинце, графити, да не ги забравимо Трајка, па Трајка и Бојана, да не ги забравимо. Точно. Значи, Берзе, Автичики, нели? све што е иницирано од надвор од општина, испада дека искочи дека е добар проект и дека су добри проекти. Добри су... Може да е тоа добро да го видив од општина и да го сконтав као факт, знаеш. Затоа што очигледно некои ивенти ќе се задржи на култура и нема да ги коментираме. Треба ни спонзор оптика. Сакаш ли да го видиш? Добар е ивент. Да. Нели? Ќе го правиме летниот шему. Да. Ќе го правиме летниот шему. Ќе искочиме. Само сега ќе задржи за ивенти од општина што ги креирав, знаеш тие традиционални, сега нема да ги именуи за да не ги подцену и да не се увреди некој, што не сум сега нешто пред одмор, сам па не сум у фазон да се расправljам и да се карам со Идеш и у Грчко? Не, на калкадики други иде. На кој крак идеш? Ама, мислам дека ги треба страшно, како да кажем тоа, реконструкција менеджмент на традиционални ивенти кои се организира во Куманово, како што су тамбураши, како што е денови на комедија, како што е Рома Труба Фест, како што е не знам. Па добро, тоа е калъп, Миро. Тоа е калъп. Тоа е направено калъп зашто они сакав да е калъп. Кажасвали ни луѓе од администрација и политичари овдека. Ако има бројност, ми го поддржавам. Значи тоа е све дефолт. Тоа е све дефолт. Колку квантитативно, да. Колку е буџет кумановски спреман за алтернативни решења, што викаш ти. Види, ја неколку Што викаш ти и да има 50 души, значи зборимо за издржани проекти. Не зборимо за нешто што има 10.000 посетитела само за да се сликав по социјални мрежи. Тој не е успешен овој настан. Ама сега да искочиме ети на площад да играмо пинг-понг, ти искочив ли да не гледав луѓе? Ти искочив 100 луѓе ќе гледав како играме ети пинг-понг на площад. Ќе не гледав. Нарочито ако сам ја у мини и се наведнувам да го зему топче, пошто не уму да играм пинг-понг. Па наравно. Немамо критериуми овдека за мерење на квалитетни ивенти, немамо критериум за... Немамо луѓе кои што ги постављав критериуми. Право тој треба да се постави. Имамо ли луѓе што треба да ги постављав критериуми, само не го правив тој валјда. Дали жвакаче, чунга-лунга, тетоважу имаш од чунга-лунга? И што значи тоа? Не од чунга-лунга тетоважи, имам неколку тетоважи.
Што е ово? Дора ди Експлорер. Дора ди Експлорер. Слушај, дај, овој стварно ќе биде напет шоу. Не само да кажа за заврши. татуажи, да не помисли дека сум и стварни татуажи. Не, бе, не су стварни. Да, за татуажи ли доде? Треба. Може. А нема татуажи нема? Нема. Нечу. Не. Чуе. Мостови имам, ќе ми падне в мостови. Ама имам добре мостове. Морамо да ga спомнемо Илiju Митковскога, кој што е наш фан, а има 10 години и кој што се понуди да ни направи лого на подкастрување. Свиѓа му се приступи, свиѓа му се лого и ми смо за njega идеолошка платформа да направи нешто уметнички. Ја ga тој многу поддржавам и поздрав за Илiju. Ово е стварно ремек дело. Подкастрување. Значи, Овдека го имаме јазик наше лого, така колку да се сече. овдека го имамо мој език пред све. Да, а овдека имамо камера кој да се сече. Нека пристив, овие од Како, ако Шри-Ланка. го анализираме, како ако многу зборите, ќе ви ги сечемо сталци на камера. Да ве прашам. Што не беше гесло на подкаст? Гесло? Да. Како се каже? Слобода и после говор. Тоа е слоган, не каже се гесло. Извините, мислим. Слобода и после говор. Значи слоган. Да. Мото. Јел има слобода после говори или нема? Šta е? Видиет ćemo. Па, добро, има. Има, ако гледаме подкаст, овдека. Па може, до сега, затоа што смо стварно никој не независна ни прави продукција. притисак после. Независна, ама безбориш се да не сте баш. Па не, за сиромашна, Да, можда и нисмо баш. можда и да и смо баш. А јел има канцел култура ту у Куманово? Апсолутно има. Куде? Има. Куде сакаш? Никад не прашуј кумановца куде, на што. Значи, Курке добив. Нели? Овако или онако, да. Или што ке јадеш? никад не ги прашуј тие прашања куде има cancel култура. Има. Има. Ако треба да кажеш Да. Што? дека сат е 8, како викаш? А? Не викаш 8. 8 и нешто. Знам, на курте носа. Бежи сотоно. Добро. Кој што он обично каже, дечки, Дечки фајронци. лагано да се... Да. Рачуница ако може само. Добро. На кога да прави инструмент кој сте се договорили? Донесе овдека на нас. Барем ми да си го платимо Ми ги си нашу. го плати. Значи ништо ВМРО, ништо... Не. СДСМ. Не, Сигурно? седи ми се, не. Сигурно? Не ми се седи. Треба да идемо, да работимо, почнува летња шема. Да, ќе ги ставимо ноге, макар у леген. Доđite u Hrvatsku na ljetovanje. Ako imate puno para. Ма U нема. stvari još bolje. Hrvatsko, kako više, slogan, ja? Слоган. Pošaljite pare, ne morate ni da dolazite. Aj čao. Леле, видели стварно, ама не е тачано, ама стварно не е тачано, затоа што е управо 20 евра сат време паркинг у Дубровник. Да, бе. Абе, ненормално. Ама исто и ми можеме со исти слоган да отидеме према нима, разбираш. Пошаljite нам паре, не морамо да долазимо да радимо. Миро, ми смо будале. Да. Ама и будале не додесо, стварно, испоштоваство не сви гости можеме да збориме во кој или на кој. Може, дојдесва сви, чак што више извинисва се и тие што не се надаше, извинисва се што касни в 5 минута. Значи, многу ми е тој клише. Респект спрема сви гости. Многу ми е тој раперски. Респект. Ке имамо пикник у Пелинце, ке имамо снимци од Мотофест, ке имамо могуче да имамо од Калигулу. Али дај да го најавимо летњу шему. Ке имамо најаву за насмешку. Ке биде в тој добри скечеви. Од летни евенти или што имаме? Од летни евенти и не само у Куманово. Дај малце експанд да го направимо причу. Идев ни струшки вечери на поезију. Кој прво Трим Шорт Фестивал. Да, 26 јули е Калигула место. Тоа е у четвртак. 26 јуни. Јуни, извинете. Јуни. 26 јуни е Калигула. 28 јуни е насмешку. Ке видимо колку су се пријавиле надобудни, што би кажа наш келнер, надобудни конобари и келнери, не него потенцијални конобари и келнери, односно стендап комичари, што сакав да бидев, али да се држив у тесно грло на идеолошку матрицу. Ако заебавав и си играв
Куманово да играв со сви, не само со едни. Лепо тоа. Значи никој да стои позади њима. Тако е ли? Да. Такви ни треба. Ако има такви независни, како независни кандидати за градоначалника на Куманово, ми ќе ги поддржимо и ќе Мислиш бидемо дека ќе тамо. има? Ја не сум сигурен кога ќе се пријави. Ја не знам колку су се пријавиле на стендап аудицiju на Смешко. Да. Затоа што имам утисак дека млади немав самопоуздање, управо ради тој што све мислив дека некој треба да стои позади нима за да бидев успешни. Онај прича што го зборисмо, не стои никој позади нас, освен Илија Митковски со ново со лого. ново лого. Ама колку су млади луѓе среќни затоа што никој не стои позади нима. Не знам колку су се окуражиле да се пријавив на Смешко, али па затоа ќе има скечеви од, да кажемо, искусни стендап овој комичари. Тоа е у суботу, на 28 јуни. Да го искористимо лето и да бидеме малце поопуштени, да ставимо ноги у реку, дали ќе не изеде фракција или не е битно, да ставимо ноги на клупу у парк или у фонтану без воду у Соколану, на кеј да идемо, нема ништо за цица, на кошеви без кошеви и да направиме некој летњу шему. И да викамо, што викаше Диро, за лангури. Да зборив, што би бе ти променија, кад би имаја влас без та. Мислу дека тој треба да го направиме за лето. И да идеме у Стругу, и да идеме, има многу настани. Па има Битола, па има. Па имат стручки вечери на поезија, Охридско лето. Па да. Дај да го промовираме овој песму, пошто ово е за крај, да поентирамо. Бољин Поинт фестивал? Да. Сигурен си? Аха, добро. Да, Бољин Поинт. Снимам. Океј. Датум? Датум е 26 јули. Само еден ден? Да. Добро. Гледа, ово е Бобо што ја направи. Значи, на Бобо е текст за аранжман на вештачко интелигенција. Ајде, Значи, видимо. слушай. Има звука о кумановска чајанка. Не е овој. Кад кумановци би пиле... Не е овој. Мислеше на овој. Беше пред малку, док се... Не. Мислеше на едну другу ствар, која што ќе го свакако емитирамо и која што ќе биде посебен сценски наступ на Смешко, али гледај бе што прави ово е вештачка интелигенција. Дај да го искористимо природну интелигенцију за евентуално овакви ствари. Нов аранжман на нешто овакво. Ремек дел. Конобар! Значи иду откуде Перу. А не е Перу, него е откуде Перу, а Перо е од Карап Малу. Тој беше пред малку, док се враќаше од Перу. Истрипан муабет, брате. Среќа, па сам и не ме слуша народ, ке помисли некој стварно у Перу сам бија. А јако де Перу, укарап малу, а реално немам ни толку црно шару. Дали ме контав укарап малу, малце сам додуше погоре над спортску салу. Не се зезам, Можда се само малку шалу, Перу. укарап сам малу, касно се, а не знам за после. Како ке се упал, али после за после се одма, За после се одма. Ке биде касно после, Касно е после, брат. одма. Викав други ке доште, ја ти викав после, порано што не сте. Доште, Не бе што прави. е после, брат. Само тој не останава, И нема. он треба сега да емигрира негде. Гледај што прави со текст, со поезија, со све. Се движу, скачам од Карап Малу, још над спортску салу, још без црну шару. У сиву зону, моша пријаде корак по корак. Улазам у прв сокак, корак по корак, ехо, слушам си га орбицкак. У прв сокак не е светло, а ни мрак, ни светло, придушено клето, светло мрак, зрак на свак корак, тапшам си ги джебови, наваѓам си го паклу, осмех ми на лице, жута камила и Жута камила. Жута камила
Камила увек ми е мила. Жута Камила, ваќа ми се сила. Корак е малко појак со каке још у полумрак, али тешо се с призракот ми е некако близак. Можда смо чак што више. Што више, тој боле се дише и нешто родја и призрак. Камила и Корак. Призрак. Камила е Корак. Ту е и чак. Забавка у баувај. Фами, ја е туја. Нема Не е батерија. доаранжирано. Не е доаранжирано. Океј, па тоа е тоа, завршуваме со овај, нели? Ама многу е добро. Многу добро, гледай ги стихови. После, запосли се одма. Одма. Ово е 5:50. Што се тиче нас, ми као завршаваме. Пробајте завршите. Логично. Молу те, Зачути, бе. за те чути бе. Дома сам, тој беше пред малко, док се враќаше од Перу. Бре, истрипан муабет, брате. Среќа, па сам и не ме слуша народ, ке помисли некој стварно у Перу сам бија. А ја куде Перу? Укарап малу, а реално немам ни толку црну шару. Дали ме контав, укарап малу, малце сам додуше погоре над спортску салу. Не се зезам, Можда се само малко шалу, Перу, укарап сам малу. Касно се, а не знам за после. како ке се упала. Ali posle, Запосли се одма, zaposli se odmah. ке биде касно после. Касно е после, брат. Одма, Викав други ке доше, ке ти викав после. Порано што не сте. Доше. Касно е после, брат. одма, Викав други ке доше, ке ти викав после. Порано што не сте. Доше. да се движу, скачам од карап малу, још над спортску салу, још без црну шару, у сиву зону, у сиву. На 28 насмешка во сабота од 19:30 во Центар за култура. Оваа година порано, подобро и најсмешно. Сите од лани кои прават шала од хумор, за сите кумановци кои уживаат во него. Вечер на оригинален кумановски хумор и забава на наш начин. Билети во предпродажба на телефон 078211801 во ТВ Плюс и пред Центар за култура и пред самиот настан. Дојдете и уживајте!